Океј, дечки, перфекционизам. Еднаш бев на едно предавање каде што ми поставија прашање во врска со перфекционизмот и дали треба да се стремиме кон перфекционизам, и мојот одговор беше да, ама на здрав начин. Не на нездрав начин, затоа што мислам дека многу често луѓето го зимаат перфекционизмот и стануваат перфекционисти, ама на нивна штета и на нездрав начин. И сега ќе објаснам од кој аспект го мислам тоа, затоа што можете да дојдете до перфектно нешто на нездрав начин, каде што ќе се истоштите, каде што ќе едноставно нема да уживате во напорите и во играта на животот или во што и да правите во кое што сакате да станете перфекционисти, или од друга страна може да станете перфекционисти на забавен начин, убав начин, на начин на кој што нема да ве, ајде да не речам уништи, него да ве исцица, да ве едноставно не омалакса, него да ве направи да не се чувствувате убаво, него да се чувствувате под стрес. Поради тоа што зборот перфекционизам значи очекувања од самите нас. Гледайте, очекувања од самите нас. Перфектните луѓе, перфекционистите, очекуваат од нив многу. И тоа не е лошо, поради тоа што секој човек, за да има високи стандарди, он мора да очекува од себе нешто, мора да очекува од себе работи. Но ако човек не очекува од себе работи, тој нема да постигне ништо, поради тоа што нема амбиција, поради тоа што нема цел, затоа што ако има амбиција, има цел, човекот оди напред и он е инволвиран во играта на животот. Ако човекот нема очекување за себе, ако нема очекување од мината, ако он намерно не искрива иднината која што ја сака, тогаш, видите, на некој начин човекот не е фокусиран, не оди напред, не оди нигде, ако нема очекување од себе, со други зборови нема високи стандарди. Зошто е убаво човекот да има очекување од себе? Поради тоа што поставува високи стандарди, но при тоа, ако човекот сгреши, каде луѓето прават грешка во однос на перфекционизмот? Доколку грешат, ќе се себе казнат, ќе се себе наљутат, негативна енергија имаат кон себе. Ова е моje мислење, од каде тоа доаѓа, поради тоа што луѓето кои што се на тој начин перфекционисти, каде што очекуваат од себе многу и почнуваат да се себе казнуваат, ова не значи дека е вистина во сите случаи, но мислам дека имале некој родител или околина која што била строга кон нив кога ќе сгрешат. Е сега гледайте, многу од тие работи кои што нели сме ги збореле за умот и така натаму, човекот го има тој перфекционистички глас во себе. Можеби мајката била перфекциониста, можеби мајката очекувала од ќерката многу, можеби мајката очекувала од синот многу. Многу често родителите кои што се перфекционисти во однос на нивните деца и родители, интересно, затоа што имате родители кои што се перфекционисти во однос на нивните деца, не се перфекционисти во однос на нив, не очекуваат многу од себе, очекуваат од децата, затоа што многу често знаат да го живеат животот преку нив. Но амбициозни родители обично сакаат амбициозни деца, но ако амбициозните родители се нездраво амбициозни кон себе, ќе го преземат, ќе го пренесат тој нездрав амбиционизам и кон нивните деца, при тоа што амбициозниот родител кој што е не здраво перфекциониста, ќе го пренесе нездравиот перфекционизам на децата, поради тоа што на некој начин детето ако сгреши е критикувано, ако греши ќе е омаловажувано, ако сгреши ќе е споредувано со други деца кои што направиле подобар резултат. И она што се случува, тие деца ако прераснат во перфекционисти, зашто може да се случи детето да се откаже од било што, поради тоа што има перфекциониста родител, па да стане неамбициозен, поради тоа што сватил дека во играта на животот, каде што човекот има цели, мора да бидеш перфекционист, ама не е тој карактер да биде перфекциониста, и поради тоа се откажува од дадени цели и амбиции кои што ствари треба да ги има, ама на неперфектен начин може да ги стигне. Поради тоа што е неперфектен начин? Неперфектниот начин е да не се плашиме од грешките и да не ги гледаме грешките како нешто кое што е едноставно не за нас. Но ја не викам дека човекот треба намерно да греши, него човекот треба да сака да биде одговорен, треба да сака да има цели, треба да сака да ги постигне тие цели, ама при тоа да не се споредува со околината, да не се себе казнува ако не успее, да нема преголем стрес ако не го постигне нештото кое што го очекувал,
И ако при тоа си се насмее на мини неуспехот, кој што ствари успех, поради тоа што те донел чекор поблиску до целта, и ако се насмее, и ако земе да направи реевалуација или повторна проценка, каде да направи поголеми напори за да идниот таргет, идната цел ја стигне на време, тогаш тој човек ќе ги одржи целите и амбициите и при тоа ќе ужива во напорите, играта која што го носи да дојде да постигне цел. Затоа што ствари ние постигнувајќи цели, ова сакам да го кажам, ние стануваме перфектни. Фактички самиот збор перфекционизам доаѓа од латински збор перфачере, што значи преку правење. Сега, ние не стануваме перфекционисти од одма. Имаш луѓе кои што кога се плашат од грешки, да не сгрешат. Страх од грешка ти прави помала способност. Пак да нагласам, не значи дека треба намерно да грешиме или не треба намерно да одиме во грешки, но не треба да сме исплашени да не сгрешиме. Зошто? Поради тоа што умот не го разбира тој збор не. Сум го правил овој пример. Не мислете на розов слон. Не му ставајте зелена капа на глава. Не му ставајте бели патеки. Не му ставајте бели крилја. Нека не лето. Сега викам не. Умот баш тоа го прави, поради тоа што не го разбира зборот не. Сега ако човекот има цел да не сгреши, он обично е оптеретен сега со две цели и почнува да има себе конфликт во него, затоа што е да не сгреши. Зашто? Затоа што нема веќе флоу, нема веќе тек. Затоа што замислете имате некој човек кој што има цел да стигне до некој дрвен парк, при тоа да не сгазам на мравка. Сега, он влага у конфликт со сам себе, поради тоа што има цел со која што напаѓа, има цел со која што се брани. Се брани од аспект да не сгреши. Сега, кога човекот има цел каде што напаѓа и да не сгреши, он ќе почне да влага во себе конфликт и себе судар, и тоа го отежнува неговото себе постоење, затоа што он ќе почне да се заморува од сам себе. Зашто ќе видите перфекционистите кои што се перфекционисти на нездрав начин, каде што сакаат све да биде без грешка, каде што се алергични на грешка, ама пак ќе кажам тоа ги имаат како шаблони веќе од работи кои што можеби нивните родители така се однесувале кон нив, грешките биле прекорувани премногу, едноставно биле споредувани и така натаму, се он ги има тие шаблони и сега гласот на мама или гласот на тато останал во него и почна тој глас да го води во однос на грешка, да не сгреши, да не сме, тоа не е за него, тоа не е за ова, тоа не е за она и така натаму. Сега целата идеја е да човек почнува да си се релаксира себе си и да свати дека животот е игра и дека таа игра колку посериозно ја земеш, што значи грешката е нешто многу страшно, толку повеќе стрес ќе имаш. Да се вратам на цитатот од филозофот Хабар. Колку посериозно и придете на играта, помалку шанси имате да победите. Колку посериозно и придете на играта, помалку шанси имате да победите. Сега, луѓето кои што се перфекционисти на нездрав начин, се премногу сериозни. Премногу сериозни во однос на цели, во однос на постигнување, но ајде да се вратиме на тоа што сум го зборал, сериозноста и одговорноста ја мешат луѓето кај нас. Затоа што кај нас мислиш, за да се одговорен, мора да си сериозен. Што значи сериозен? Дали ако не си добил петка, ако не си добил десетка, ако не си добил ова, сериозно, И сега колку посериозно станува, помалку е игриво, затоа што животот е игра. Сега, она што се случува е човекот треба да отиде кон целите на несериозно одговорен начин. Што значи, ние треба да се трудиме да ги постигнеме целите. Треба да се постигнеме да се трудиме да дојдеме до нешто, но на несериозен начин. Сега, гледайте, кога ќе го направиш тоа на несериозен начин, но тоа треба човек да работи на себе. Треба да работи на себе во кој аспект? Прво да свати дека споредбата со други луѓе го прави многу под тензија, многу под стрес, поради тоа што гледате, споредба, овој има ваква кола, овој има таков стан. Не знам, ова формирала фамилија на толку години, другиот формирал не знам што, компанија направил. И сега ти се споредуваш со некој друг човек, значи дека уопште не си оригинален. Поради тоа што ако ти го одиш својот оригинален пат, замислете сега споредба што е. Сте земале да возите на Е75, тоа е автопатов кој што оди, например, кон Грција. Не сега, сите с викенд идат у Солун. И сега сите ти гледаш дека еден куп луѓе тргнале за некој Солун, прво, што ти кажува рекламава на социјалните медиуми,
едно у салон ќе се седнеме на кафенце, ќе се гледаме уморенце, супер, не дека не е убаво, јас сакам тоа да го правам. Ама, ако сите трнаме на еден пат и цело време се напреваруваат кој ќе стигне прв до граница, кој ќе стигне прв на патарина, за да ме чекаат, и се што се случува, само те шишкаат коли, си кажеш, леле, еве колава пред мене, ќе стигне друга, ако се ова фигуративно го зборам. И сега ти што се случува? Ништо нема да се случи ако некој стигне пред тебе у Грција, ако седне пред тебе на кафе, има многу кафичи кај што можеш да седнеш. Што е тензијата? Зашто ако некој стигне пред тебе во играта на животот, некаде каде што и ти си тргнал, што има врска кој ќе стигне прв? Што има врска кога ти ќе стигнеш? Прашањето е уживаш ли у процесот на одење до таму? Затоа што проблемот со перфекционизмот на нездрав начин е дека човекот кој што е перфекциониста на нездрав начин, тој не ужива премногу во играта на животот и не ужива премногу во процесот. Затоа што цело време е во надпревар со другите луѓе кога тој ќе стигне на целта. Сега, ја не викам дека не е важно човек да стигне во даден рок во однос на таа цел, затоа што ние имаме рокови во животот и имаме дадени работи кои што треба да ги стигнеме. Но луѓе, и да не стигнете во дадениот рок, ама при тоа потрудете се да го фатите тој рок, но потрудете се со кејвска енергија. Потрудете се, станете со бајле порано, но сето тоа како дисциплина што го правите и таа одговорност што ја правите, земете ја со став на несериозна одговорност, затоа што ставот ќе ти ги намали стресчињата кои што патот на перфектноста ќе те донесе, кај што треба да те донесе. Но се додека ти сакаш да направиш нешто перфектно и не смееш да сгрешиш, ја немаш креативната слобода. А ако ја немаш креативната слобода, не може да излезе перфектно. Зашто перфектноста доаѓа од креативна слобода. Креативната слобода доаѓа од неспоредба и немање на концепт дал нештото ќе се сгреши или нема да биде сгрешено. Поради тоа што ако ти не уживаш во твојата евалуација и проценка на твоето уметничко дело, туку се плашиш како другите луѓе ќе го гледаат, тоа ќе влезеш во таа нездрава перфекционистичка енергија. Ајде да повторам пак. Доколку ти имаш став дека твоето дело, животот може да е дело, книгата да е дело, уметничката слика да е дело, завршувањето на факултет е дело. Ако ти сам го оценуваш твоето дело, но пак ќе кажам, ако ти си инструиран од дадени шаблони на родители на кои дае дека треба да е перфектно, дека треба да е вак, ти ќе си себе критичар поголем од други критичари. И тоа е проблемот кај перфекционистите. Тие се преголеми себе критичари, затоа што имале премногу критики. Човек кој што е премногу себе критичен, он морал да го научи тоа од негде. И го научил од објективен критичар кој што поставил во неговиот живот, кој што бил преголем критичар. Затоа што, гледате, ајде да ви кажам наједноставен пример. Земете пример ваков. Имате живот каде што имате некој човек кој што се плаши да не сгреши. Имате некоја девојка кој што живее со можеби токсичен дечко кој што ја едноставно ја понижува, маловажува. Она е научена да не греши. Она е научена да не смее да греши. Она е гази на јајца. Истата случка у спротивен правец. Имаш некој дечко кој што живее со девојка што го критикува едно, тој има гази на јајца. Тој нема слободата на креативноста, нема слободата на просторот. Но ако ти себе си се критикуваш поради тоа што си бил истрениран, затоа што некој те критикувал цел живот, она што се случува, две работи ќе се случат. Или ќе се откажеш од животот поради тоа што си целосно апатија и незаинтересиран затоа што викаш дека не ти е кејф да играш затоа што знаеш дека ќе има критика, тоа е голема грешка да го направиш, зашто си се откажал од животот. Или второ, ќе се критикуваш себе си на патот на постигнување на целта, што е исто така негативно. И трето, најоптимално, да речеш, уво ме боли зашто другите луѓе мислат во однос на критиката или во однос на мојата креација. Ја ова го правам затоа што сакам да направам уметничко дело, во кое што ја ќе уживам, и ја нема да се себе омаловажам, критикувам или деградирам, доколку тоа дело не испадне перфектно. Затоа што можам да направам друго дело. Поради тоа што ова дело е едно дело кое што е на патот на перфектното дело. Гледате, затоа што во моментот и во самата неперфектност има перфекција. Да ви дадам пример. Имав една емисија која што беше на TV24, каде што има и мојата емисија Откриени тајни, и во среда емисија зборував за грешки. И цртав на хартија. И хартиите паднаа.
тоа не беше емисија во живо, можевме да го преснимаме тој момент. И кога падна хартиите, затоа што јас зборам за грешки, и дека човек не треба многу да му бере гајле ако сгреши и така натаму, мислам, треба да бере гајле да не сгреши, ама ако премногу бере гајле да не сгреши, она више стрес. И паднаа сите хартии. И само реков, имено за тој изборам, дека во животот не може се да биде перфектно, да име понатаму. И гледате, фактички тоа беше неперфектно перфектна емисија. Поради тоа што дел од грешката е во убавината на животот. Ме разбирате, сакам да кажам, имате грешка која што не зависи, убавината е во окото на набљудувачот. Како беше, заборив авторката на овој прилог цитат. Убавината е во окото на набљудувачот. Во окото на критичарот премногу има негативности. А во окото на Творецот и на човекот кој што во себе има убавина на сега. Затоа што кога имате несериозно одговорен човек, тоа бара убавината. Кога имате сериозно одговорен човек, ајде да го наречеме перфекциониста на неубав начин, он ќе наоѓа мани за се и се што. Поради тоа што убавината е убавина, гледајќи од ваша перспектива. Но тогаш мора да се веруваме на себе си, за да можеме да ја гледаме убавината во перспективата. На почетоците мои, кога држев предавања, знам дека ова се што ќе го кажам ќе биде можеби од на некој човек ќе му делува чудно, ама се надевам дека ќе ме разберете. На почетокот на мојата кариера како предавач, која што трае 20 години и поише, прашував секогаш како ви се бенди са предавањето на луѓето околу мене. И после тоа прекинав да прашувам. И еднаш еден човек ми рече, да сакаш да ти дадам една сугестија во врска со представањето, му рекав не. Човекот се зачуди. Но јас знам дали моето предавање е добро или не. Јас знам дали уживам во моето предавање е добро колку ја уживам во него. Вашето дело е онолку добро колку што вие уживате во него. Има преубав цитат исто од филозофот Хавард, вели, главната компонента на компетентноста е уживањето. Главната компонента на компетентноста, што значи стручност, е уживањето. И тоа е вистина. Ако човекот работи било што со љубов, што значи ужива, он ќе направи поперфектно дело. Но перфекционизмот на нездрав начин ја убива воњата, љубовта, затоа што воведува страф од грешка. Затоа што кога ќе видите во дадени ситуации, гледате ги олимписките спортови, ќе имаш даден човек кој што ќе направи грешка во уметничко лизгање и може повторно да освои прво место. А затоа што има слобода да греши. Замислете дојде некоја балерина на сцена, каде што има некоја мајка, што е тамо што ги лови секоја грешка. Таа у грч пуста јадно да не сгреши. Имаш друга балерина, дојдена е без никој, не знаат нејзините дека ја дојде на не знам, аудиција за музичко или за... Едноставно дојдена на балетско училиште за аудиција. Не знаат нејзините. Гајли е, само има ке да игра. Таа ке е најграциозна, ке пренесе најубава енергија, ке искомуницира уметноста, затоа што уметноста доаѓа од љубовта. Знаете, уметноста сме ние, а ние во суштина сме љубов. Сега, во суштина сме уживање во креација. И ако ја уживам во креација, и ја уживам во моите лајвови, или ја уживам во моите предавања, тоа се пренесува од другата страна. Зошто? Поради тоа што ја имам уживање. Се доека ја имам уживање во некое предавање, тоа предавање е перфектно за мене. Во моментот кога ја немам уживање во предавањето, знам дека предавањето не е најперфектно. Поради тоа што она што публиката го добива како перфектност или не, и колку ја уживам во моето стварање на уметност наречена предавање. Во животот е све така. Се е убаво и перфектно неперфектно. Хајде да ви дадам пример. Баш имав предавање со една компанија. Имате ново вработен. И тој нов вработен, замислите, продава нешто. Ама во таа енергија на уживање. Он е таму затоа што е среќен да биде таму и затоа што е среќен дека е ново вработен. Он ужива во тоа. И доаѓа на клиент и му збори на клиентот, му дава презентација. Клиентот го прашува нешто што е технички поврзано со продуктот, не знам. Може да го праша мојот претпоставен? Може. Клиентов му е симпатично што овој дури и не знае. И од му се јавува на неговиот претпоставен, да се ви кажа. И сега продолжува да му збори. Клиентот го прашува нешто друго.
Вика, знаете што, не знам ни тоа. Проблем ли ки ви ако го прашам мојот професор? Не е проблем. Се гледате таа енергија на тој продавач. Тој продавач продава. И знаете, во продажбата има нешто што го викаат почетничка среќа. Ја не ја викам почетничка среќа, ја викам почетничка енергија. Енергија на почетник, енергија која што зрачи со љубов, со ентузијазам, со нешто што сака човек да направи. Таа енергија продава. И сега, таа почетничка енергија, ако продолжи да остане во почетничката енергија, заедно со искуството, како да се коригираат грешките, тогаш доаѓаме до перфектна перфектност. Затоа што ја има перфектната енергија на играњето. Затоа што енергијата на играње и задоволство во тоа што го прави е перфектната енергија, барем за мене. Затоа што е перфектно аспект на тоа дека инкорпорира слобода да грешиме. Во тоа има ставено слобода да грешиме. Но замислете, дојде некој продавач кој што му е скиснато да продава. Тој више не е заинтересиран за подржба, он само мисли на бонусот и он мисли на продажбата, не мисли на клиентот. Доаѓа, он ги знае сите технички работи, ама нема енергијата на тој кој што има кејф да е таму и да збори. Гледате, кејф да е таму и да збори. И кога имаш некој човек кој што има кејф да е таму и да збори, да ти продава, ти ја чувствуваш неговата енергија на кејф, што значи дека има некоја вистина таму. Зашто е направено со кејф, што значи дека има некоја вистина, што значи дека има љубов, што значи дека има едноставно нешто кое што е вредно, нешто на кое што човекот му значи, иначе ќе нема таа енергија во него. Сега, поентата во животот е да имаме работи кои што ни значат, да има работи кои што сакаме да ги постигнеме, да има работи кои што не мотивираат, но при тоа да имаме игривост на дете кое што го контролира животот со желбата да знае и не проблемот да сгреши. Зашто гледате ги децава, гледате детската енергија која што го освојува универзумот, затоа што таа енергија го освојува универзумот. Универзумот обожава енергија која што не се плаши да сгреши. Универзумот обожава енергија која што не се плаши да сгреши. И затоа децава што викаме, Бог ги штити, децава знаат, децата освојуваат. Зошто? Поради тоа што детето ја нема таа задршка на неговата креативна енергија да не сгреши. И детето бива учено од околината, грешката е лоша, ова е лошо, ова е лошо, ова е лошо. Има еден пејач се вика Питбул, многу интересно вели, знаете, кај детево на почетокот кога ќе падне, паѓа и сите му прават браво, така раста деца, браво, така раста деца. Супер? Ама вика, понатаму во животот, детево има 20 години, ќе падне у смисол, ќе сгреши. Како можеш така? Зашто сгреши? Што правиш ова ти? Нормален ли си што правиш? Каде е тој аплауз? Сгреши, продолжи понатаму. Гледате на детето му викаат браво, ама сакам да научиш да одиш, ама притоа му дават аплауз. Сгрешиш, нема гај. Гледате, многу луѓе имаат постигнато работи на сметка на свое психофизичко здравје. И мислам дека не вреди. За жал, луѓето се освестуваат. Еве да ви дадам пример. Сите сме биле во такви ситуации каде што си се секирал за оценки, си се секирал за оценки на факултет, за средно, родителите ти викале не се секири толку многу. Барем јас сум имал такви родители. За да ти на крај сватиш дека стварно тоа не е важно. Разбирам дека не можеш да го сватиш тоа во тие години и во тие моменти, но тоа е поради тоа што нешто во тебе е веќе имплантирано, со други зборови ставено како идеја за штетноста на грешката. Луѓе кои што имаат таа идеја, се не зборувам за глупи грешки, дрога, промискуитет, што значи да си со поише партнери отколку еден, што е грешка. Неморал, нечестност и неетика. Не зборувам за тоа. Зборувам за човек сака да постигне нешто во неговиот живот, при тоа сгреши. Не направил намерна грешка, него сгрешил. Тој човек учи од тоа нешто. И ако не го земе како поука и како начин да научи, он не може после тоа да расте. Треба малку да му смета тоа, затоа што покажува одговорност, ама не премногу да му смета, до степен каде што ќе се себе капшикува. Треба да му смета кога ќе сгреши, треба се покаи, треба да се извини ако сгреши на некој човек, треба да преземе одговорност, но ако
тоа му остави траен печат во неговиот живот, тој нема да продолжи понатаму, каде што ќе искрира живот, каде што ќе помогне на многу повеќе луѓе. И да знаете дека животот е проткан од многу обиди и грешки, дури и самата еволуција. Гледате го телото, милиони години еволуција, за да дојдеме до поперфектна форма. Но секоја претходна форма било неперфектна форма. Но како телото еволуирало преку обид и грешка. Преку обид и грешка, преку обид и грешка. И колку повеќе имаме обид и грешка учење, обид, грешка, учење, обид, грешка, учење, толку повеќе стануваме паметни. Но при тоа проблемот е дека при тие грешки, ако премногу ги земеме сериозно, остануваат како трауми во нашиот ум, кои што не кочат поради тоа што имаме сериозност на грешката. И колку посериозно ги земеме, поболни ги зимаме. Пак ќе кажам, тоа не значи дека човекот не треба да биде одговорен, што значи да мисли за добробит на околината. Но ако ти си цело време да не сгрешиш, ти никош нема да тргнеш. Имаше дадено, што не значи дека човек не треба да има добри оценки, затоа што јас сум бил првенец во основно, мислам дека знам дека бев на медицински факултет, не го кажам ова во аспект на фалба, поради тоа што мене не ми ни било важно да бидам тоа што сум бил. Но една работа која што ја сватив е дека сакав да постигнам стандард. И тој стандард кој што е на квалитет на оценката, ја не го гледав затоа што морав да бидам пред други луѓе, него барав од себе да знам најмногу, барав од себе да знам. Повторно кога би се вратил сега, не би бил толку сериозен, затоа што тој период бев сериозен, него сакам да го постигнам тој стандард и ќе дадам се од себе, ама ќе оземам тоа со лесна енергија. Не со тешка енергија, затоа што ќе ве кочи. Е сега, ако ти земеш цел постигнување, трудење, во тоа трудење ќе има и плачење, ќе има и разочарување, да, ама немој премногу да отидеш таму, поради тоа што тогаш ќе се стопираш себе си. Земете го животот како еден тип на игра, како што, ајде да речеме, сте играле кошарка. Сме играле кошарка каде што сме имале бољи пар. Ке играме, ке изгубиме, се нервираме, ама чекаме бољи пар за да тепаме пак. Ама кога ќе дојдеш дома, тоа што си се изнервил дека си изгубил не е веќе дел од тебе, поради тоа што го гледаш како игра. Луѓе, и бракот е игра, и работата е игра. И тоа што го правиме како дела и игра. Перфектноста доаѓа од твојата желба да твориш, од твојата желба да бидеш, од твојата желба да создаваш и од уживањето во она што ти го правиш. Мислам дека кога уживаш во тоа што го правиш, ќе постигнеш работи поради тоа што си твојот универзум. Затоа што кога уживаш, ти си во креативниот занос. И ти го стигаш таргетот. Затоа што си во креативниот занос. Но ако си го одземеш уживањето, поради тоа што мислиш кој ќе те искритикува, критичарот овој, критичарот оној, критичарот мајката, критичарот такто, таткото, критичарот тетката, кој да е критичарот во твојот живот, ако премногу мислиш на тој критичар, никогаш нема да бидеш во твојот универзум. И фактички за тоа и луѓе кои што можеби и немале најдобри оценки, кои што сега уживаат во творењето на нивниот универзум, се многу поуспешни од луѓе кои што имале многу добри оценки. Поради тоа што заборавиле тие луѓе што имаат добри оценки во нештото наречено уживање во сопственото творештво и уживање во сопствената творечка енергија. Затоа што тие кои што се перфекционисти, тие гледаат да се над другите и го гледаат нивниот успех во животот во споредба со други луѓе. И тогаш никогаш не се успешен, затоа што секогаш ќе има луѓе кои што се на повисоко ниво на тебе. За мене успех е уживаш ли во тоа што го правиш, уживаш ли во твојата работа. И ако уживаш, јас знам дека ќе бидеш перфектен. Ќе бидеш на убав начин перфектен, ќе бидеш неперфектно перфектен. Поради тоа што и ќе издадеш многу дела, Зашто гледате, поентата е да издадеш многу дела. Поентата исто така не е само во тоа да биде перфектно, него колку имаш ти продукција. Затоа што ако ти сакаш да бидеш све перфектно, овој лайф знам дека не е перфектен, ама е за кејф направен. И во таа смисла е перфектен. Но ако јас сакам да направам лайф перфектен, ја нема да имам понедел, среда и петок лайф, веќе имам еднаш месецот лайф. Затоа што ќе треба да се спремам. Да. Тогаш ќе имаш еден лайф месечно. Човекот ќе рече, ама е добар лајвот. На тој човек му е многу проблем ако некој му рече дека нема е добар лајвот.
А на човек кој што со KFC ги прави лајвовите, например, и кој што ги издал, гајле не дал некој му се свиѓа лајвот или не, искрено да ви кажам, поради тоа што јас сакам да ви го дадам ова знаење што го имам, ама искрено јас сакам да уживам во моето предавање, каде што и ја уживам во комуникацијата со вас. И се, ако човекот го има тоа како став, ја уживам во моето творештво, јас сакам да издадам книга затоа што ја уживам во тоа, затоа што уживам во пишување, уживам во споделување информација, јас сакам да имам предавање поради тоа што уживам да се дружам со моите луѓе кои што ме следат, сакам да им пренесам знаење. Тоа предавање ќе биде ли до негде перфектно? Апсолутно да, поради тоа што ќе има мојата енергија на уживање. Затоа што е перфектно? Никош нема перфектно. Овој универзум не познава апсолутности. Гледате, универзумот нема апсолутност. Има релативно добро, ама нема апсолутно добро. Се мора да сватиме дека во тоа релативно добро фактички е неперфектност. И дека треба да го прифатиме, дека имаме релативно добро, имаме релативно лошо. Немаме апсолутно добро и немаме апсолутно лошо, затоа што универзумот не е направен така. Затоа што апсолутно нема апсолутности во универзумот. Што значи не може да има перфектност. Но има релативна перфектност базирана на тоа колку ти уживаш во твоето творештво и со каква енергија даваш нешто на околината и со каква енергија ти ги цениш собствените дела. При тоа што не можеш премногу да се сакаш ако си перфекциониста на нездрав начин. Што значи, треба да се осврнеме кон себе почита и себе сакањето, не на егоистичен начин, него на здраворазумен начин. И кога се сакаме себе си, тогаш дел од љубовта наша е да си дозволиме, затоа што среќата доаѓа од продуктивност, да дадеме што поголем број на продукти во кои што ќе се вложиме и ќе вложиме стандарди, но при тоа, ако уживаме во тоа, тие стандарди ќе бидат, нема да бидат на највисоко ниво можно, ама ќе бидат многу високи, со кои што ние, уствари, ќе постигнеме работи, при тоа уживајќи у процесот наречен игра на животот. Да го цитирам филозофот Хабер. Колку посериозно придеш на играта, помалку шанси имаш да победиш во неа. Мислам дека луѓето кои што се перфекционисти на нездраворазумен начин се пресериозни за да уживаат во играта наречена живот, поради тоа што се премногу осврнати кон себе критика базирана на многу често критики кои што ги слушале во нивниот живот. Мораме да се ресетираме во однос на шаблоните кои што ги имаме. Мораме да пораснеме, мораме да не сме во споредба со другите луѓе. При тоа што искрено да ви кажам, секој човек кој што е во споредба со други луѓе не може да, он ќе биде перфекциониста на нездрав начин. Или нема да креира, поради тоа што ќе сака да се оправда со тоа што секогаш ќе хејта околина околу него. Човек кој што не е успоредба со други луѓе од неговата бранша, он сака се. Човек кој што не е во надпревар со околината во својата бранша, тој сака се. Тој човек има многу љубов, поради тоа што има љубов за себе, што значи дека има љубов за сопственото творештво. И колку повеќе, пак ќе кажам, си дозволуваме да твориме и да креираме базирано на наша љубов и сопствена енергија, во која што ние уживаме во тоа творештво, тоа е тоа кое што е важно. Ете, тоа е тоа кое што е важно, поради тоа што на тој начин го љубиме и го сакаме животот, поради тоа што се љубиме и сакаме нас. Ве сакам, имајте убав вечер, се гледаме во петот. Чао!